Градоначалникот на општина Кочање Никол Чолиев денеска оствари средба со представници од местните заедници од населените места Горни и Долни Подлог и Грдовци, кои се најпогодени од невремето кој го зафати Кочанскиот регион ноќте помеѓу 6 и 7 август. На средбата градоначалникот истакна дека локалната самоуправа ќе ги употреби сите можности за да им се надоместат штетите на сите граѓани кои претрпеле штети од невремето, а за проценка на штетите формирана е комисија. Значи, како што ветив во саботата, се договоривме денеска, представници од трите села кои се најмногу погодени, Грдовци, Горни Подлог, Долни Подлог, беа на средба во 10 часот како што се договоривме, каде што сите заедно ги изложија проблемите со кои се соочуваат земјоделците и секако ние како локална самоуправа не само што ги слушнавме, туку сме спремни да преземеме дел, односно чекори кои ќе водат во делот на решавањето, односно убlažувањето на последиците од ова невреме. Ние како локална самоуправа, она што е наша надлежност, она што можеме да го направиме најбрзо, први за проценки на дел од штетите веќе имаме комисија, она што ни фали недостасува во комисијата, ќе го надополниме во делот на земјоделие и водостопанство, се со цел да имаме комисија која е компетентна во делот на одлучувањето и проценките на штетите кои што се настанати од невремето. Земјоделците имаат рок од 10 дена да ги пријават претрпените штети предизвикани од обилните врнежи на дожд. 10 дена, значи почнувајќи од денеска, е рокот за доставата на пријавите за настанати штети, кои потоа комисијата секако ќе врши проценки. Присутните по завршувањето на состанокот го истакнаа своето задоволство од интересот на општината да им се помогне на оштетените, но реагираа на условите и законските обврски донесени од страна на владата за обештетување од 15% од штетата. Па, од страна на локалната самоуправа, од градоначалников, пери коректно, човек се труди нешто да ни помогне колку што може, меѓутоа ние како земјоделци, како производители не сме задоволни со условите и со делото што се запишени у Министерството што ќе не обештета со 15%. Лично јас зборам у моја име и за другите што ги познавам, јас засејам 5 хектара пипер. Ниту имам ја плата, ниту жена има плата, ниту никој не сме вработили, случајно живееме од земјоделие. Значи пиперо беше више у берба, више ние имаме цремен пер за 10 дена рачунаме. Ланска година е почнал, јас сум почнал во 23 август да оберам пиперо. Пријавена количина околу 70 тона. Лани има 30 декара, оваа година има скоро 50 декара пиперо сега. Ние сме значи буквално уништени. Што е селото Горни Подлог и Долни Подлог што нема влезено вода во куќата, тоа е за поздрав што е водата очистена. Тамо нема човечки жртви, немаме за среќа, што е тоа позитивно и добро. Од оваа стана целокупната вода што е пресечена у водостопанската организација што не се средени вадите и насте после поплави буквално цело поле е поплавено. Дел од нив не се надеваат дека помошта ќе им биде исплатена со оглед на искуствата од претходните години кога исто така овој регион беше поплавен од порани дождови. Јас сум производител на земјоделски производи, повеќе култури, а сега сум оштетен со 6 декари граф. Што за мене тоа ипак нешто значи. Една пензија користиме со жената, не е кој знае колку голема. Ова ни беше како надополнат за животот. Плашам се, ја не сум млад, ми порано сум имал оштети од поплави 2010-2011 година. Куќите ни беа во Долни Подлог 90% оштетени, селективно се вршеше исплатата. Не беше голема, ама не сум задоволен уопште. Ноќте помеѓу 6 и 7 август во Кочанскиот регион наврнале околу 130 литри на метар квадратен, а водата се излеа во земјоделските површини и направи 100% штета кај градинарските култури, но и во домаќинствата.